Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Утрово тема витамин Д. Летото е време кога сме најмногу изложени на сонце. Кога треба да прекинеме со употреба на витамин Д? Дали ќе се обидеме да ја расчистиме дилемата помеѓу дерматовенеролозите и ортопедите? За едните, изложувањето на сонце значи изгореници. Другите велат дека половина час е доволно да добиеме доволна количина на витамин Д. На оваа тема утрово разговараме со доктор Маја Каличанин-Марковска, ортопед од приватната болница Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден. Ајде најпрво да ја расчистиме онаа вечна дилема која што ја имате со вашите колеги. Едните велат дека сонцето е премногу јако, УВ зрачењето прави изгореници, меѓутоа вие препорачувате изложување на сонце. Кога е доволно да се биде на сонце и кога треба да употребуваме суплементи, а кога треба да прекине временски употребата на витамин Д? Многу прашања. Да, меѓутоа сите се поврзани на некој начин. Со Д витаминот, за кој што научивме многу од ковидот, па навака, значи стана свесноста кај луѓето поголема и кај колегите лекари дека Д витаминот треба да се прима, бидејќи тој е многу битен витамин за здравието на коските, на зглобовите, на мускулната маса, но не е само поврзан со нас ортопедите. Д витаминот исто така има важна улога и во имунитетот. Има исто така важна улога во спроведување на нервните импулси, така да и во невролошка гледна точка е битен и дополнителни некои микропроцеси кои што се одвиваат во организмот. Сега, во однос на тоа дали зимно или летно време треба да се зима, не треба да се зема Д витамин. Ние имаме некакви протоколи до кои што се држиме. Кај малите бебиња, ајде да почнеме таму, значи во текот на првата година, без разлика дали е зима или лето, Д витаминот се дава цела година. Например, ако детето треба да направи една година во октомври, да кажеме, значи во текот на летните месеци Д витаминот треба да се дава во соодветната доза. Затоа што тоа е прво мало дете, многу брз раст има во тежина и висина, значи децата добиваат по 20 до 30 сантими во висина во првата година и тој страшно брз метаболизам треба да се поддржи. Исто така во тежина ја дуплираат, триплираат тежината, значи и ние мораме тоа да го поддржиме соодветно, тој раст. Понатаму, после првата година, да кажеме, во текот на школската година даваме Д витамини, препорачуваме во периодот од октомври до крај на мај. Порано кажувавме во месеците што има Р. Сега септември би бил исклучок и мај во случај, затоа што и климата се смени генерално. Нели временските некако прилики се поинакви. Меѓу другото имаме лето и во октомври, некогаш да. И токму септември може би еден од најубавите месеци кога не е претопло и може надвор подолго да се престојува без да ја оштетиме кожата или без толку многу фактори заштитни да ставаме. И заради тоа за школските деца препораката е од октомври до крај на мај или барем до крај на април секако да се дава Д витамин. Потоа препорачуваме. Исто така, еден период имавме до 3 години треба да се дава, па до 5 години. Меѓутоа, сега децата многу растат во затворена средина. Цел ден школски активности, во целодневна настава, до 3 до 4. Ќе излезат на одмор и така натаму. Меѓутоа и наставниците водат сметка на топло, па и временските прилики не се тие. Така да, велиме сега, дека се додека децата растат во висина, да се дава некаква превентивна доза на Д витамин во истиот период, од октомври до крај на мај. Што се однесува до возрастните, исто така, многу седечки начин на живот, многу во затворени простори. На работа сме, во кола сме, потоа дома, додека дојде времето да излеземе, значи веќе се стемнило надвор, така да веќе немаме од каде Д витамин да примиме. Она што го примаме, што би го примиле преку храната, е навистина многу малку. Значи Д витаминот го има во некои намирници
од типот на риба, и таа плава риба или помасна риба, лосос, скуша, туна, сардина. Понатаму го има во джигерот, меѓутоа ние не можеме количински толку многу да внесеме Д витамин со храна, значи никој не јаде кило джигер денеска или кило риба секој ден, значи затоа мораме да го суплементираме. Возрастните, па да кажам, ајде веќе пензионерите, тие се временски послободни, може да излезат надвор малку да примат Д витамин. Меѓутоа, нивниот метаболизам е веќе успорен, не е како кај млада здрава единка, да кажеме, од 25, 30, 40 години. Понатаму, кожата кај нив, исто така и нивниот начин на исхрана може да биде прилагоден заради икс причини здравствени, нели, па нешто внесуваат, нешто не внесуваат. Значи, кај нив ризикот од остеопороза е поголем, па правиме испитувања во таа смисла и соодветно суплементираме. Сега, бидејќи ме прашавте во кое време е најдобро да се излезе надвор, тоа исто така, да кажам, зависи од географската положба каде што живееме. Значи, во која полутопка сме, колку сме блиску до екваторот, под кој агол паѓаат сонцето, така. И сето тоа, значи за нашиве прилики, да кажеме тука, најдобро е да се искористи утринското сонце. Значи до 10 часот изутрина, од 6 до 10, кој е рано буден може и порано да стане, не е топло, значи дури во 6 часот, 7, дури без фактор пријатно, значи тоа се чувствува и на кожата. Ве грее сонцето благо, значи, но не ве пржи, не ве гори, како што во 12 ако би излегле надвор, значи би почувствувале на кожата. И сега секако се согласувам со колегите дерматолози, значи да нема излегување од 10 до 4 или 5 часот попладне, затоа што преако е сонцето, никаков бенефит од тој немаме Д витамин од тоа сонце. Значи, тоа е само површно, не гори и оштетува кожата и секако треба заштитен фактор да се стави. А сега во поново време, и тоа би го препорачала за повозрастните, да ако излегуваат надвор, значи да си набават чадор кој што е со заштита од УВ зраци. Значи, тие се веќе специјално дизајнирани, не се толку скапи, меѓутоа навистина би го заштитиле организмот. Кога сме веќе кај заштитниот фактор, дерматолозите повторно ќе ги споменам, препорачуваат што повисок заштитен фактор. Каква е тука корелацијата со витаминот Д? Дали може да се создаде витамин Д кога е кожата заштита, например, со ПСК фактор? Не може. Колку повисок фактор, толку поголема заштита, да кажам, за кожата, меѓутоа исто така помал пробив на УВ зраците од кој што би се синтетизирало понатаму Д витаминот преку црниот дроб и бубрезите. Значи, практично кога ставаме заштитен фактор тако висок, нема создавање на Д витамини, затоа е препораката изутрина малку во тие половина, барем минимум изложување на сонце за да се создаде Д витамин би било половина час. Меѓутоа, не секогаш, значи не е исто половина час кај дете од 10-12 години во пол метаболизам, во полна снага и возрастен или да кажам возрастен човек 70 години. Значи подолго време му треба. Ете така. Можеме ли да се предозираме од витамин Д? Во последно време, повторно ќе кажам, дали е модерно да се испитува витамин Д? Вашите колеги од лабораторија постојано велат дека доаѓаат се помлади луѓе и бараат испитување на одредени параметри, меѓу кои најмногу се бара витаминот Д. Од каде излезе потребата, бидејќи до пред некоја година, мислам дека само луѓето повозрастните пациенти и тие кои што имаат проблем бара испитување на витамин Д, натриум, калиум, калциум. И дали можеме да се предозираме со витамин Д? Можеме ако претераме, да кажам, но за среќа Д витаминот треба да примиме многу големи дози на секојдневна основа за да дојде до предозирање со витамин Д. Но навистина тоа исклучително ретко се случува и јас 30 години стаж работен имам, немам видено пациент кој што е предозиран од витамин Д.
Значи, знам вака теоретски како тоа би требало да изгледа, меѓутоа во пракса ете не сум имала пациент. Дека треба да се додаде Д витамин, треба да се додаде, и дека меѓутоа си имаме протоколи каде и кога треба тоа да се направи. Нема потреба секој момент ние Д витаминот да го испитуваме. Од друга страна, младите луѓе еве сега што кажувате, се повеќе бараат Д витамин. Сега нормално информациите се подостапни, свесноста е подостапна за некои состојби и плюс многу од нив, пак ќе кажам, живеат седечки живот во затворено. Пак сме во канцеларии, на компјутер најчесто, во разни други затворени простории, каде што едноставно немаме никаков контакт со UV зраците, храната кај кој како, значи мораме да го внесеме. Сега, дали баш треба секој на толку често? Не треба. Значи, Д витаминот доволно е да се испита еднашка во годината. Не мора секој момент да се испитува, затоа што тоа е липосолубилен витамин, кој што си прави, оној вишок си прави и депо, значи растворливо мастие, и си прави депо во организмот. Така да ние кога имаме периоди кога помалку внесуваме, еве кажуваме во текот на летото би направиле пауза, значи ќе се искористи тоа депо и од октомври повторно си почнуваме со повторна суплементација. Така да, значи немаме потреба секој момент. Значи дури и кај пациентите кои што се лекуваат од остеопороза или остеопенија, ќе го испитаме еднашка 2 пати во годината. Значи навистина не е потребно. Исто со калциумот е поосетлива компонента, таа варира и на дневна основа, меѓутоа неколку пати кога би земале на повеќе месеци, од прилика ќе добиеме представа како се движи калциумот во организмот. Значи калциум серумски и калциум ионизиран најчесто испитуваме. Кај луѓето кои што долго време примаат Д витамин и калциум, значи испитуваме паратхормон, да видиме да не настане тука некаков проблем. Значи, како да кажам, ако тоа не е на своја рака, него сепак во консултација со лекар ќе биде дадена насока на пациентот како и кога треба да се земат тие некои параметри. Така. Кажете ми, како го препознавате недостатокот на витамин Д? Имате ли некакви симптоми кои што ги препознавате кај пациентите? Сега зависни од возрастната група. Значи, например, ке бебињата, тоа веќе и на прв преглед, да кажа, втор се гледа, затоа што на самиот клинички преглед меко главче, тој феномен на пинг-понг топче, да кажеме, ребренцата поназначени, спакнати или вдлабнати, ретко веќе гледаме некогаш назначени епифизи, значи тоа е веќе знак кој што би под рахит би спаднал. Значи клинички веќе можеме да видиме дека детето има или млитавост, потромавост, поспаност. Значи тоа е кај нив можеме многу лесно да го откриеме, да кажам и со клинички преглед. Кај повозрастните, да кажаме, малку по суптилно. Немаме баш таква некоја симптоматологија која што нас би не упатила дека баш Д витамин ни фали. Обично е заморот. Значи замор, тромавост, поспаност, сега ако има многу голем недостаток гадење, повраќање, но интересно кај Д витаминот истите симптоми се и кај предозирањето. Тоа ми беше следното прашање. Да. Но, да кажам, нели реков дека многу е тешко да се предозира. Ако е некоја препорачана доза, кај бебињата даваме од 400 до 800 единици. Потоа кај малите деца даваме од 800 до 1200. Кај поголемите ќе зголемуваме како и расте организмот. Да кажеме кај школските деца веќе брз раст имаме, пубертет имаме, околу 2000 единици даваме на ден. Возрастните зрели личности исто така околу 2000 примаат. Сега кај остеопорозата таа доза некаде околу 4000 единици кај дијагностицирана остеопороза, околу 4000 единици на ден витамин Д се дава. Така да кажам, тие би биле некои вака основни насоки во однос на дозата. Постојат ли некои заблуди од страна на пациентите? Еве доаѓаат и ви кажуваат нешто што е поврзано со витаминот Д. Земаат повеќе, земаат помалку?
Мене, например, често ме зачудува кога ќе кажат, ни кажа дека треба да го намалиме Д витаминот, посебно кај маливе деца и бебињата. Не, напротив, значи детето расте, не се смалува. Ние треба да му додадеме, кажав дека значи они растат експлозивно, посебно во првата година, па и понатаму и до предпубертет. Значи барем некаква доза, значи не можеме да го вратиме едно дете од 6-7 години на 400 единици, тоа дете барем 1000 единици треба да прима. Поготово заради моментот што рековме дека не излегуваат децата надвор. Доволно е и се поголема е обезноста помеѓу децата, па да кажам, треба да има физичка активност и така натаму, значи може би тоа е тема за нека друга емисија. Така. За крај на интервјуто, докторка, една препорака за родителите. Што се треба да прават, бидејќи вие сте сепак детски ортопед? Некаква генерализација до кој период ние веќе дадовме одговор на тоа прашање, во кој период колку треба да се земе. Меѓутоа, спортската активност, витаминот Д и растењето. Да направиме една паралела. Да, треба физичка активност, не треба да се претерува, децата и детство треба да имаат, значи да си играат и со другарчиња, да излезат така во слободни активности надвор, да возат точак, не мора да биде се тоа строго контролирано и под саат, да кажеме, значи малку и во тој дел. Треба да бидат изложени на сонце, но да внимаваат, значи децата да не бидат во тој најтопол период надвор сепак, и да пијат доволно течности, значи преку ден сега, посебно во топливе денови. Ако дури ленена кошулка со долги ракавчиња за да биде кожата заштитена на најтоплото, за малите кога се на плажа да не бидат на директно сонце, во сенка, шарена сенка, бело капче, пак бело мајче. Д витаминот е летно време, може да се прекине од октомври, да се почне повторно со давање. Таа група, еве не спомнавме, значи од некакви причини кои што преку цела година се покриени, дали од здравствени причини, верски причини, така натаму. Значи апсолутно треба да имаат суплементација со Д витамин. И секако да се консултираат. И секако да се консултираат, да не биде комшиката прима толку, јас ќе примам толку, значи посебно одредена возраст, барем после 60 години, 5 години од менопауза за возрастните, да се направи едно испитување за остеопороза и понатаму ќе знаеме од кај сме тргнали, што треба да се направи. Може ли да направиме една паралела со остеопорозата и додатокот на витамин Д, бидејќи се повеќе, посебно жени во менопауза имаат проблем со остеопороза или со остеопенија на почеток? Кога треба да се направи тоа прво испитување, скенирање на телото и колку витаминот Д може да спречи да се појави остеопороза? Така. Тој е одличен за превентива, особено кај жените кои туку што влегле во менопауза. Најчесто велиме 3 до 5 години од влегување во менопауза треба да се направи, почнуваат некои процеси, значи коскената маса ќе почне да се губи, не оди тоа преку ноќ и затоа е таков протоколот 3 до 5 години, не велиме веднаш да се дека баш мора да се направи DEXA скен. Значи тоа е скен со кој што се мери густината на коската и преку кој што гледаме во каков ризик е пациентот од настанување на скршеница. Значи тоа е нашата цел, да спречиме скршеници кај возрастните луѓе и со тоа да го заштитиме пациентот и семејството од хоспитализација, од операции, од грижа понатамошна продолжена што треба за еден таков пациент. Остеопороза постоела и пред можеби 100 години, меѓутоа ние како оди нели медицината и науката напред, почнуваме да дознаваме некои работи и сега можеме тие да ги квантифицираме, да ги докажеме, да измериме и така натаму, значи и освен тоа благодарение на науката и животниот век на луѓето се продолжи. Така да имаме се повеќе возрастна популација, но како оди возраста метаболните процеси паѓаат и ние мораме да направиме суплементација во одредени делови, тука спаѓа и остеопорозата, затоа што метаболизмот опаѓа со текот на годините. И тогаш еве, значи 3 до 5 години од влегување во менопауза да се направи еден преглед за остеопороза и понатаму веќе ќе, значи се прави DEXA скен и лабораторија.
И специјалист најчесто остеопорозата ја водат ортопеди, ендокринолози, ревматолози, така да понатаму ќе се даде соодветна насока на пациентот. Докторка Каличанин, веројатно дадовме одговори на најголем дел од прашањата кои што се поврзани со витаминот Д. Времето ни е кратко. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Така, ви благодарам и вам. Се надевам дека еве во некои за најбитните прашања дадовме одговор. Уште еднаш ви благодарам во името на Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам на внимание.